Донесена новата програма за рурален развој која оваа година ќе биде потешка за 33 милиони евра. Со помош на оваа програма се очекува да се зголеми конкурентноста на производството, но и да се подобри животот во руралните средини. Подигнување нови лозови и овошни насади, набавка на добиток, механизација, системи за наводнување и подршка на млади земјоделци се дел од мерките кои оваа година ќе се кофинансираат преку програмата за рурален развој. Токму овие мерки ќе бидат објавени на огласот на почетокот на февруари. Од Агенцијата за поттикнување на земјоделството во Струмица тврдат дека лани имало огромен интерес за програмата за рурален развој. Тоа е програмата за рурален развој, така наречена мерка 121. Такви апликанти сакам да потенцирам, ова година имавме доста. Ама кои земјоделци беа опфатени во таа рурална програма? Тие се што имат посадено житни култури, фуражни и индустријски. Имаше тука еден критериум да од житните култури минимум имат посадено, дали тоа јачмен, пченица, минимум 15 декари, или пченка, или луцерка, или оние земјоделски производители кои што имаат посадено минимум 5 декара тутун и тие може да аплицираат. Па така ово нашиот крај тука што се со тутунарите ние ги викаме, што имаат посадено тутун, имаше доста апликации. Еве сега и во моментот сите ни идат веќе се поминати, трактори, приклучни механизации веќе им се набавени и идат кај нас повторно. Ние сме постојано во контакт. Да им ги пополнаме барањата што им се свега за исплата и дополнителната документација која што треба да ја достават за пред исплатата. Покрај зголемувањето на конкурентноста на земјоделските стопанства се обезбедуваат и финансии за нови локални патишта, водоводи и инфраструктура во руралните подрачја. Програмата е правена согласно потребите на земјоделците во соработка со нивните здруженија и во неа ќе влезат проекти кои се веќе започнати или се во тек на реализација.